Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски, мој вечерашен гостин е професор доктор Митко Панов, председател на Сдруженијето на историчари од Македонија од Институтот за историја. Добре дојавте. Добре, најда. Благодарам за поканата. Професоре, вчера прославивме 152 години од раѓањето на македонскиот титан, буквално кажано Гоце Делчев, но еве, накусов за почеток, зошто Гоце Делчев бил, е и ќе биде најсуштествениот, буквално кажано, најгоростасниот лик во и за македонската историја? Па, тешко прашање што може да се елаборира со денови, меѓутоа може и да се сублимира во неколку клучни поенти, бидејќи емисијата во суштина не дозволува нека посебна елаборација. Јас би се осврнал на чинот на поклонување на Гоце Делчев. Јас бев меѓу многуте што отидоа на поклонение пред гробот на Гоце и си го постави прашањето. Што кога се поклонуваме на Гоце Делчев? Треба самите да се преиспитаме себе си. Околу тоа и самите да се соочиме со себе и со македонскиот народ, околу тоа што сме направиле, што правиме за државата, што правиме за споменот Гоце Делчев, дали доволно правиме да го негуваме, заштитуваме, бидејќи секое наследство треба и да се негува и да се заштитува. Затоа кога го видов и говорот на архиепископот Охридски македонски на Јустинијан Прима, господин Константин Стефан, навистина бев фасциниран и може би добро е да се подсетиме, јас го извадив цитатот, да се подсетиме на тие зборови, бидејќи тие зборови секој треба да ги поставува. Сите заедно, вели нашиот архиепископ, треба да размислуваме колку и дали Гоце се горде со нас, потребно се запрашаме колку и дали за достојни родолюбци не смета Гоце и колку и дали, гледајќи ги нашите поединечни заеднички дела во нас, согледува своји вистински чеда, кои ги чуваат и се подготвени да ги бранат неговите идеали и аманети. На Гоце и на многобројните комити борци, борејќи се храбро, се дадоа себе си за слободата на Македонија, што пак даваме ние. Колку од нас денес се подготвени да го речат и особено да го исполнат тоа. Таа е една порака која што од една страна е суштинска, емотивна, од друга страна навистина предупредува околу она што се случува околу Гоце Делчев и сите оние аспекти кои што го придружуваат, зборувам од контекстот на политичките договори со Бугарија и тенденциите нели за врамување на Гоце Делчев во онаа конструирана заедничка историја, која би рекол непостоечка, односно политички конструкт. Така што тука повторно би се надоврзал со уште неколку прашања, бидејќи суштинско е зошто некој сака денес да го одели македонскиот народ од Гоце, односно да го преку овие политички договори да го врами во некаква заедничка историја во која што веќе Гоце Делчев нема да биде македонски национален херој. Зошто мораме ние нели да го врамуваме во тој контекст или она што јас би го кажал е сублимирано во една реченица дека Гоце е син на Македонија. Символ на македонството и токму оваа символика која што ја предизвикува кај нас и генерацијски и кај нас ние како современици на Гоце треба да биде водилка кон тоа што правиме и што треба да направиме. Бидејќи ако е символ на македонството и на македонскиот народ борбата за држава, доволно е се каже дека и власномските постулати е вграден Гоце, неговиот идеал за сопствена држава, како што се вели вдигнето го високо знамето на Гоце или свештениот завет за ослободување на Македонија, со љубовта запоена во духот на Гоце Делчев, тоа се пораки кои што се пренесувале генерацијски.
Затоа тешко е да се каже кој е Гоце Делчев, меѓутоа исто така и лесно, бидејќи ни оставил нешто што еве сите сме задолжени и да му се одолжиме и пред себе си да се преиспитаме дали го заслужуваме со своите постапки. Секој македонец и секој граѓанин на Република Македонија тоа треба да го постави, посебно од аспект на современите констелации. Не бадијала Гоце е Македонија, многумина се пронаоѓаат во оваа приказка и во оваа реченица. Разликата со оние кои што сакаат, да не речам да ни го земат, но ја узурпираат оваа работа која што е света за нас македонците, за нив не е многу голема. Гоце кај нив се појавува од многу неодамна, да не речеме. Кај нас, како што кажавте и самите, македонските партизани во Втората светска војна се бореле со името на Гоце Делчев и умирале со него, за разлика од нив, источниот ни сосед, кој што нели потоа го узурпира сето ова и го презема, нема баш такви афинитети кон Гоце Делчев, многу е помало време траењето на злоупотребата, да наречам, не ова употреба на Гоце Делчев кај нив. Апсолутно, во политички контекст, ако ги земеме, нели, бидејќи честувањата, ако се официализираат од една држава, зборуваме се во контекст на Бугарија, тоа отсуствува се до 30-тите години на 20-тиот век и тоа не е случајно. Честувањата за Гоце произлегуваат од македонската емиграција која што нели е присутна и во Бугарија. И тоа секој го знае, нема потреба да се акцентира. И токму од тие причини, негувањето на делото и духот на Гоце Делчев е присутно меѓу народот. Македонија нема држава во тоа време, меѓутоа народот е тој што го одржува споменот и делото на Гоце Делчев. Доволно е се спомне фактот што Гоце уште пред да почине бил легенда веќе. За него тој се опевал меѓу народот уште додека бил жив, бидејќи тој бил символ, како да кажем, на македонскиот непокор. Символ на обединување на македонецот, кој што не знаеме дека бил нели подчинет кон во тогашната Османлиска империја и се стремел за слобода. Тој го артикулирал овие тежненија. Знаеме нели дека бил и даскал, учител, револуционер и ги инкорпорира во неговата личност сите овие клучни компоненти кои што треба да поседува една личност и за тој од таа причина тој насекаде каде што одел и по села и градови, како што велат и неговите соборци, секогаш наидувал на голема одобрување нели меѓу и од најстарите и од младите. Така што она што е клучно, можам да кажам, е дека по неговата смрт и неговиот идеал го продолжуваат младите генерации. И младите генерации се тие кои што го носат духот и делото на Гоце Делчев, односно го продолжуваат. И токму од тие причини, ако гледаме сега од генерацијски аспект од современието, треба повторно да кажам, да се преиспитаме и да се соочиме самите со себе околу тоа дали доволно сме направиле за Гоце Делчев, дали доволно го негуваме, дали доволно го поттикнуваме оној дух кој што бил присутен постојано меѓу народот и кај младите генерации. Тука доаѓаме нели во контекстот и на политичките договори, меѓутоа и контекстот на образовниот систем, каде што не случајно нели се условува Република Македонија да го промени и наративот и официјалниот наратив во однос на честувањето, меѓутоа и наративот во самите учебници кои што треба да влијат на свеста на идните генерации, млади генерации, кои што повторно се тие кои што треба да го понесат нели да го продолжат делото на Гоце, бидејќи Гоце е Македонија и Гоце е националниот херој. Тоа е една суштинска работа и не случајно е токму Гоце на удар заедно со другите. Таткото на македонската современа нација, не е бадијала и тоа. Да, син на Македонија, така го наблюдувале сите во тоа време, дека тој син на сите, бидејќи бил тоа неопходното лидерство кое што го погледале во него, значи зборуваат за него
се во суперлатив, секој го гледал, бидејќи не бил арогантен, бил буквално онака народен човек кој што вистински народен водач. И за тоа е околу легендата, како што кажав, уште додека бил жив, се создава легенда за него. Меѓу македонскиот народ. Гоце Делчев во Бугарија, според последната анкета, беше на 50 и некое место според значајноста на личностите. Еден Азис пеаче меѓу првите 5 мина, а Гоце Делчев е таму што зборува многу. Кај нас да направиме анкета, да не се лажеме, знаеме каде ќе биде на прво, од секогаш било и ќе биде. Но исто така има еден проблем, професоре, Гоце Делчев е многу јасен во своето изјаснување кој е, што е и зошто е. После сето тоа што го има кажано, мисли кои што се запишани апсолутно стојат, како може некој да навлегува во приказката, дали тоа е ваму, таму или онаму, ако ми дозволите, неколку ќе прочитам. Е некој од најпознатите мисли на Гоце Делчев. Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови, изроди како македонскиот. Ова е една од тие само. Има повеќе мисли. Дали може да има друго место за еден македонец освен Македонија? Дали има народ понесреќен од македонскиот и дали има некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија? И уште една би завршил со неа. Македонија има своји интереси и своја политика, тие им припаѓаат на сите македонци. Оно што сака да работи на присоединувањето на Македонија кон Бугарија, Грција или Србија, тој може да се смета за добар бугарин, грк или србин, но не и за добар македонец. Ова е само дел, како што кажав, од неговите мисли, ги има уште многу јасни појасни здравје, од вселената се гледа кој што и зошто. Како покрај сето ова што го кажува тој, покрај неговата борба заради која што нели и загинува и која што знаеме како ја тера, за кого ја тера, своето изразување, каде да бидат неговите мошти, доволно е тоа, нели? Како може некој воопшто да задира таму кај што не треба и да се обидува да го направи тоа што не е, никогаш и не бил, ниту ќе биде? Па да, како што спомнавте, нели, неговиот завет е аманет, да кажеме, да се пренесат неговите коски во главниот град на независна македонска држава. И тој аманет е исполнет, нели, и таа неправда е коригирана во суштина, нели, после повеќе децении. Меѓутоа, да, она што го спомнавте и вие, нема тенденција во современа Бугарија, да ставиме на страна претходниот дел, го спомнавме, дека отсуства тенденција за честување од официјален карактер. Другиот аспект е отсуството на популарност на Гоце Делчев. Имавме случаи на емисии детски, некои кои што беа имитувани, каде што не знаеа кој е Гоце Делчев. И токму тоа не враќа кон политиката, нели? Зошто сега се инсистира токму на Гоце Делчев? Значи тоа е едно клучно прашање, зошто не се инсистира, да речеме, за некои други личности, да кажеме, туку точно се детектираат оние личности кои што се дел од македонската историја. Затоа зборував, јас и постојано упатувам на погрешната методологија која што е прифатена. Да, нека има заедничка комисија, нели, согласно договорот, меѓутоа такви заеднички комисии имаме со една меѓународна практика која што се сосема спротивни од ова што сега се случува во контекст на работата на тие комисии. Од друга страна, Гоце Делчев е символот на македонството, како што спомнав, и не случајно е тој избран, селектиран да биде заеднички чествуван, бидејќи да не забораваме дека заедничко чествување имаше, нели, преку едно време меѓу владините делегации и државниот врв во тенденција да се, не знам кога беше, пред 2 години, мислам дека беше тоа. Меѓутоа, да не забораваме дека и претходно, преку една тенденција за зближување меѓу академиите, Македонската академија и Бугарската академија, имаше и такви исто тенденции. Така што начинот на кој што треба да се пристапи е сосема поинаков од она што се наметнува како политички контекст. Значи, за да се заеднички чествува нешто, треба да биде заедничко, односно да се одземе националниот мит на една нација. И тоа е суштината на ова прашање.
Затоа и го поставив прашањето околу тоа дали сме доведени во ситуација во 21. век, кога во услови кога имаме суверена и независна држава, да го поставиме повторно прашањето или да размислата на Гоце Делчев за светот како нели поле за културен надпревар помеѓу народите, со кое што тој го апострофирал, нели и го и сега е актуелно тоа прашање во контекст на европските вредности, Европската унија, Копенхашките критериуми, во кој што се залагал во суштина за рамноправност на македонскиот народ. Тоа се тие фундаментални вредности кои што Гоце уште тогаш се борел да ги промовира во европски контекст, нели? Македонскиот народ да биде рамноправен со другите европски народи. Дали сме доведени ние сега во ситуација да во услови на суверена држава ние го бараме повторно тоа што го барал Гоце Делчев на почетокот на 20. век. Тоа е прашање кое што мислам е доста актуелно и изискува постојано спомнување и артикулирање, бидејќи доколку Гоце го исклучиме од нашиот наратив или го врамиме во друг наратив, во тој случај ние го губиме, нели, она права национална, на собствен национален херој. Не постои ни еден народ, ни една нација без своји национални херои. А тенденцијата за селектирање токму на Гоце Делчев и другите личности од историјата на Македонија токму тоа, да се лиши Македонија и македонскиот народ од своите херои и да се демонстрира дека нели Македонија и македонскиот народ се вештачка конструкција од 1944 година. И тоа е суштината на проблемот. Според мене, јас така ги гледам работите и решението го гледам токму во онаа порака на Гоце Делчев, дека ние треба да упатуваме постојано на тие почитување на европските вредности и рамноправноста на Македонија и македонскиот народ меѓу другите европски народи. Тоа е нели нешто што е загарантирано право, особено во 21. век, и тука треба буквално да застанеме цврсто и да опоменуваме дека воспротивно Европа и Европската унија ги погазува собствените европски вредности, бидејќи секоја нација има право на свој национален наратив, на своји национални херои. Тоа е неотуѓиво меѓународно право и човеково право пред се. Така. Гоце Делчев бил многу пред времето, многу е контрадикторно што токму ова што е поврзано со него пак е анахроно она што се случува. Ова е нешто што прилега на 18-тиот, 19-тиот век со присоединувањето насилно на ликови историски на друг народ, на историјата и сето тоа нели што ни се случува, но еве токму вие го започнавте разговорот со тоа, напишавте денот на раѓањето на Гоце Делчев представува повод за себе преиспитување, нели што правиме за нашата држава за да му се одолжиме и да го заслушиме нашиот Гоце. Со тоа го почнавте вие интервјуто, но реално гледано, еве, особено овие неколку години го заслужуваме ли, иако чувството е субјективно, па дури пристапот субјективен, еве, општо како македонци, како македонски народ, дали го заслужуваме Гоце, особено овие последни неколку години, со она што го правиме, и како држава најмногу. Да, јас затоа укажав на моќта на поединецот. Значи, секој поединец треба појде од себе си, и доколку секој појде и се преиспита или се соочи со самиот себе, тогаш се соочува и со Гоце, нели, и со временијето. Односно, доколку ние не го почитуваме доволно Гоце, не заслужуваме држава. И доколку се согласуваме со политичките уцени, повторно не заслужуваме држава. Зборуваме за услови кога Гоце делувал, знаеме какви услови биле тогаш, како тој го обединил народот, како што спомнав со неговата харизма, со неговиот идеал, со неговата даскаловска филозофија, како да кажам, и револуционерна идеја. И од тие причини мислам дека во современиот контекст прашање дали го заслужуваме, меѓутоа јас тука не би го поставил прашањето дали македонскиот народ го заслужува, апсолутно го заслужува, бидејќи тој произлегува од македонскиот народ.
и ја артикулира таа тенденција за државност. Меѓутоа, друго е прашањето, нели, од политичкиот контекст, дали доволно се направи, дали доволно се брани европските вредности, како што спомнав, во однос на Република Македонија. И тука јас би ја посочил тоа себе соочување на секој, и од политичарите, независно од која провиниенција, едноставно да си го постават тоа прашање кога ќе отидат на гробот на Гоце, пред да се поклонат, дали навистина заслужуваат да бидат таму, односно дали заслужуваат да се поклонат пред херојот кој што, нели, со нивните делувања, доколку се такви, го споруваат неговото дело. Дури, нели, имавме тенденции да се, јас би рекол, во суштина се денационализира Гоце Делчев и таа тенденција која што се уште е актуелна, нели, во рамките на политичките договори и условиња, независно што сега од различни причини, нели, тоа е ставено ад акта, меѓутоа свесни сме и се изјавите претходни и за отсуството на државна програма за Гоце Делчев за 150 годишнината раѓањето. Така што многу елементи укажуваат на потребата од тоа себе соочување со себе си и со народот. Имавме еден председател кој што претходно изјави дека е бугарин, па сега се поклонува, ако веќе нели бидеме директни и конкретни, но продолжува традицијата грда, да ја наречам, на оваа власт актуелна, да ги носи во илегала овие чествувања горострасни, големи, значи зборуваме 150 годишнината од неговата смрт, која што беше пред 2 години, помина така без ништо. 120 годишнината од неговата, се извинам, од неговото раѓање помина во илегала, потоа следуваше 120 годишнината лани од неговата смрт, исто како и Линденското восстание, исто како и годишнината за македонските работи. Имаше еден куп работи, формирањето на ВМРО, нели, 1893-та, имаше многу јубилеи, но оваа власт постојано, како и вчера, истото го прави, буквално ги носи во илегала. Во превод не е доволно само да се поклоните на гробот, треба да има манифестации кои што, нели, ќе бидат дел од целата оваа приказна, па да траат и со денови, особено за датумите што ги споменавме, но чумо и не за 152 годишнина на македонскиот, нели, апостол, таткото на македонската нација, но е повторно прескокна како и минатите години, за да, нели, предпоставувам да не ги налутат бугарите ли, зашто оваа власт постојано одбегнува да ги прославува големите настани и личности кои што, нели, се буквално носители на македонската нација и историја. Па не знам јас кои се мотивите и причините, јас гледам од аспект, нели, од друга призма, на интелектуалец и како историчар, и ми пречи. Ми пречи фактот што такви јубилеи, 150 години, мислам, тоа е редко. Вие простете како историчари се само организиравте на неколку пати, правевте трибини специјални, нели, за делото, особено и на Гоце Делчев, но и за останатите настани, без помош никаква од Министерството за култура, само финансирање, буквално кажано, вие историчарите се собиравте и правевте настани за да ги одбележите овие работи, а вас немаше никаде. Па да, ние од Институтот за национална историја бевме иницијатори како колеги за да се одбележи тој настан, тој јубилеј. И да, отсуствуваше финансиска поддршка во контекст на целата организација. За мене, да речеме, беше поразително фактот што тоа не беше ни тоа требаше да оди, нели, на програмата на собранието. Така, да биде тоа една државна програма која што ќе опфати повеќе настани. Знам дека Државниот архив имаше една изложба за Гоце Делчев и Институтот за национална историја го организираше конференцијата за Гоце Делчев посветена на 150 годишнината и имавме како продолжение на тоа надпревар по училиштата во однос на најдобра творба и најдобра ликовно решение. И на тој начин видовме дека да, тие млади генерации и така како е Гоце жив во нивната современа перцепција за тоа кој бил Гоце, односно кој е Гоце
за нив и кој ќе биде Гоце. Тоа се пораките на иднината, затоа и беше од една страна научната димензија на конференцијата, меѓутоа од друга страна и овие изложби уметнички, визуелни експресии на учениците и преку зборот, поетскиот израз, за да се прати пораката дека да, Гоце е жив, Гоце е меѓу нас и има иднина државата. Има иднина, нели, преку негувањето на делото на Гоце. Затоа другиот аспект околу отсуството на минатата година, нели, на одбележувањето на многу од мноштвото од овие јубилеи, беа инкорпорирани во 75 години од Институтот за национална историја, во кој што овие теми беа опфатени. Меѓутоа тоа беше само еден сегмент, нели? Требаше тоа да биде... Нели, но државата повторно отсуствуваше. Во сегментот на одбележување 75 годишнината на институтот, да, преку конференцијата, меѓутоа не посебно посветени на овие сите јубилеи кои што ги кажавте. Така што да, историјата е многу важна за една нација и за еден народ, бидејќи таа го дефинира идентитетот, тоа е неспорно. И токму од тие причини постојано ја се укажувам од моја гледна точка како интелектуалец дека во суштина начинот на кој што се настојува да се ревидира нашиот национален наратив не е во ред. Нели, тоа е класично наметнат со политички договори и ние сме единствена нација во светот, барем во современиот контекст во која што сме доведени во таква ситуација да се себе преиспитуваме по диктат на други нации и дури тоа да се представи, нели, како услов за евроинтеграциите на Република Македонија, што ги крши сите, нели, човекови права и европски вредности. И од таму пораката секогаш била и ќе биде дека ние мораме да ги браниме преку бранењето на нашето право, ги браниме и европските вредности. И тоа апсолутно никој не може да го порекне. Како гледате ова замижување од Европа, сепак, нели, лулката на демократијата, на културата и на сето тоа, начинот на кој што се пристапува и настапува кон Македонија, имаме уникатни, ендемски, апсолутно, тотално преговори некакви, кои што не се ни отпочнати, нели, но ако основата на приказката требаше да биде она што се вика копенхагенски критериуми, се ова е надвор од целата приказка, но се дозволува, ние сме уникатен случај, да, но се случува, за жал, еве, се прави тоа што се прави, ние патиме, нели, благодарение на некој што некој дозволува на некој друг, да не речам, нели, бугарите нормално, да го прават тоа што не треба да го прават. Како гледате ова уникатно, нели, случување, токму за нас? Јас би го поставил тоа на друг начин. Да, Европската унија во моментот кога Бугарија сакаше да ја инволвира Европската унија во историските спорови, веднаш истапи, нели, Чешка и Словачка, да се подсетиме во тој на наша страна застана. И буквално они застана на страна на Европската унија, да, мислам на европските вредности. И има многу добри, јас ги читав нивните изјави, имаше и во еден од западните весници, не се сеќам кој беше точно, заедничка изјава на министрите за надворешни работи, во која што точно дефинира дека Европската нема да дозволат и затоа ставија вето, нели, на тенденцијата да биде историјата како услов на, нели, да биде судија на историски спорови, бидејќи се тоа, нели, ако се отвори таа Пандорина кутија, тогаш цела Европска унија треба да се... Па го имаме примерот и со Украина и со Русија, каде што рускиот претседател буквално на почетокот на војната интервенција или претходно во едно подолго писание претходната година го најави тоа дека во суштина тој се бори, нели, за сопствените земји, повикувајќи се на историското право, нели. И тоа е преседан кој што Европската унија не смее да го дозволи и друго е прашањето дали ние како држава или како државен врв
сме го согледале тоа. Сме ги согледале тие последици, бидејќи ако се подсетиме на францускиот предлог, нели, кој веќе е сега дел од преговарачката рамка, беше јасно потенцирано дека вие решавате, не го наметнувате Европска унија, него вие решавате околу тоа дали ќе го прифатите или не. Значи, има една дистинкција меѓу она што претходно беше и Чешка и Словачка која се спротивстави и она што потоа се понуди. И фактички прашањето е зошто се прифати од наша страна, иако се укажа на сите штетни последици кои што тек ќе престојат, нели, бидејќи знаеме и за првиот билатерален протокол кој што еве само еден сегмент, нели, е дефиниран Кирил и Методи празникот како бугарски национален празник и тоа во официјален билатерален протокол на Министерството за надворешни работи. А во вториот билатерален протокол многу добро знаеме дека сето тоа што се имплементираше во рамките на вториот билатерален протокол и што стана услов, нели, за натамошната евроинтеграција на Република Македонија беше де факто прифаќање на сите претходни оние 5+1 точки условеност од Бугарија. Буквално се е нотирано во вториот билатерален протокол, во кој што знаеме дека на крајот се сведува на тоа дека клучниот момент ќе биде договорот во рамките на заедничката комисија за историски образовни прашања и од тоа ќе зависи, така стои во билатералниот протокол, ќе зависи финалното, нели, вклучување на Македонија во Европската унија. Односно, ако не прифатиме бугарска историја или историја по бугарски ги диктат, нешто што е меѓу комисиите, факт не може поинаку да биде, ние ќе останеме надвор од Европската унија. Тоа е краткиот опис на ликот и на делото на оние што го прифатија ова така. Па видете, доколку гледаме од аспект на позитивните европски практики, постојано јас го апострофирам тогаш тие услови нема да бидат такви. Меѓутоа, на овој начин се дава можност на Република Бугарија во иднина, нели, да го условува своето противење, односно да дава вето на секој натамошен процес на преговори, доколку процени дека комисијата според нејзино видување не извршува соодветна нејзината задача, нели? Така се поставуваат работите, не дека комисијата треба да создаде еден амбиент на добро соседство, да се отворат, нели, научниот диалог, културниот диалог меѓу добрососедските односи, па зошто не и оригинален контекст. Меѓутоа тука точно се дефинира дека и се дава можност на Бугарија во иднина да го условува со нејзиното видување, бидејќи тоа ќе биде клучен индикатор според Бугарија дали договорот за добрососедство се почитува или не. И неслучајно го гледавме тоа постојано во нивните изјави, па дури и за 150 годишнината на Гоце Делчев, нели, каде што бугарското раководство јасно посочи дека уставните промени треба да го следат минатото и дека сонародниците на Гоце Делчев треба да бидат вклучени во уставот во Република Македонија, што имплицира, нели, повторно, нели, проектирање на современието во минатото. И затоа јас во една прилика кажав дека Гоце Делчев како символ на македонството е пречка за тенденцијата да се создаде една нов конструкт, така го нареков северно македонизам, во кој што, нели, доколку се реализира според планот и проекциите на Република Бугарија, што е нивно легитимно право, бидејќи тоа се влече корени од 19 век, нивната политика, нели, знаеме Сан Стефанскиот договор, се уште е национален празник кај нив и така натаму, да. Така што јасни се тенденциите, меѓутоа поразително е фактот што во суштина она што сега се создава како политички контекст или политички амбиент, сака да се постои тенденција да се
проектира во минатото, односно нели со промената на наративот да му се даде друг карактер на Гоце Делчев во време кога живеел и делувал. Така што тие се неприфатливи тенденции што секој модерен историчар би ги отврдил веднаш. Имајќи предвид дека за неполн месец Бугарија на 3 март сега повторно ќе си го слави денот на Сан Стефанска, односно голема Бугарија, имајќи го предвид оној наратив кој што го поддржуваат оние декларации кои што не беа прифатени тогаш благодарение на Чешка и Словачка, но поддржано од БАН, поддржано од собранието, од владата. Тоа е наратив кој што е класика и еден и единствен како став во цела Бугарија. Сметате дека нема да ја користат оваа алатка која што ќе им биде на располагање дадена име веќе, нели, за блокирање на Македонија. Постојано кога ние ќе речеме нешто не околу комисијата историска или било што околу минатото, тие да не скокнат и наречат опа блокада нова на процесот. Да не се лажеме, нели? Јас тука извадив да се подсетиме на билатералниот протокол. Значи во суштина сите договори во рамките на комисијата се нотира во вториот билатерален протокол дека мора да се преточат во предлог текстови за лекции во учебници на настани историски личност заедничка историја, да ги вклучат во соодветните учебни програми, учебници, други релевантни учебни материјали. Истите да ги земат предвид и се рефлектираат за содржината надписи на табли. Значи, знаеме што подразбира тоа. Кај Самуил треба стои, нели, знаеме како се договори комисијата. Каков контекст му се дава од современ аспект зборуваме. Или историски споменици, информацијски материјали, дури или брошури, ќе одредуваат како правилно треба да се организира заедничко или индивидуално чествување, ќе детерминираат вистинстоста на јавните говори, изјави на заедничките институции и настојани за кои се организираат вакви чествувања. Зборуваме сега дека дури нели и самите официјални идни чествувања, доколку се имплементира билатералниот протокол, а што може да настои во Бугарија, ќе биде дека во иднина не знам дали надпис ќе се стави кај Гоце Делчев доколку се постигне некаков договор, или пак во официјалните говори ќе нема да може да се спомнува за македонски великан без да се спомне при тоа дека тој дел од заедничката историја, дека претпоставам, нели, по бугарски терк дека тој бил бугарин, нели. Така што ова е класична денационализација на националните херои на Македонија и не случајно ударот е токму на историјата на Македонија, бидејќи да не ако се анализира вкупната работа на досегашната работа, имплицира дека не се земаат во предвид другите феномени на Бугарија, да кажеме, и другите спорови што ги има Бугарија. Да речеме, Бугарија има сериозен историографски спор со Романија, околу Добруџа, околу Второто бугарско царство, во средновековието. И тоа било сериозен проблем, нели, и од 1876 па посебно во период на Прва светска војна, па и пост Втора светска војна, па и до ден денес, нели, знаеме дека тука има спор меѓу за Второто бугарско царство, да кажеме, спор околу тоа дали тоа е бугарско или бугарско-влашко, бидејќи лидерите и различно ги именуваат, едните ги викат асеневци во Бугарија, а со Асан ги идентификуваат во Романија. И дури, како што знаеме и во период по Првата светска, ако Романија добива поголема моќ во тогашните односи територијални и во територијален контекст, тогаш Николас Јорга, кој што е еден од клучните нивни историчари во тоа време, настанува судир меѓу бугарските историчари и романските, вклучително околу припадноста на самата држава. Романците тврдат дека се тоа власи, кои што се во суштина романци, а бугарите тврдат дека се бугари и тука има и другиот елемент, латинскиот аспект на нели поврзаноста на Романија, отсуствува и словенскиот контекст, па сите тие аспекти се многу испреплетени
Но Романија не и е до ден денес. Македонија, и е сега- во ЕУ и во НАТО, и е многу голема земја и не може да го прават тоа што го меѓутоа прават со тоа нас. не беше проблем и Да. двете земји да влезат во Европската унија, кога требаше да се влезе. Така што зборам дека историографски спорови имало, И ќе меѓутоа се разрешуваат или се доближуваат на некој начин доколку се има историографски спор, не може тоа да се наметнува нечи став за сметка на тоа е догматизација на историјата и политизација, тоа е неприфатливо. по пат на Значи диктат зборуваме ако зборуваме од научен аспект, Так. никогаш нема да може било кој да прифати некоја комисија која што во иднина ќе каже вака било и толку. Така што има позитивни практики, ако има време ќе Во проговориме. вториот дел ќе зборуваме за тоа. Имаме уште многу теми, ќе зборуваме многу повеќе за комисиите кои што навидум не работат ништо, но не е така, се гледа по учебниците и недостигот нивни во школите. Ќе зборуваме за историјата која што за жал постојано се повторува, но и за Македонија која што постојано ги изненадува оние кои што така и многу не а сакаат, па ги изненадува со повторното раѓање, да не речам од пепелта станувањето и се ќе го направиме ли тоа повторно. Со нас е професор доктор Митко Панов. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е професор доктор Митко Панов. Професоре, комисиите за историја и образование, и грчката и онаа бугарската. Навидум исчезнаа од радарот или повторно како и секогаш имаме некоја си лоша перцепција или некој пак ја создава. Дали е така, дали ги снема едноставно или како и секогаш како и што работеа досега, работеа нетранспарентно, верувам дека нели ако по утрото од денот се познава и натаму ќе го продолжат тоа. Дали мислите дека и во моментов да не речам, мулјаат нешто, но повторно искриво клучуваат, преправаат, доправаат, бидејќи се виде по учебниците, недостигот на учебниците, особено во основното образование, а се беше со нието да се преправат тие работи кои што треба да ги учат нашите деца. Тие се резултат на комисијата, да не мислат сите како испаѓаат овие работи. Тоа не им го кажал некој си Ковачевски или Талат Џафери, тоа доаѓа од комисијата која што го наложува тоа на власта, потоа нели Министерството за образование продолжува приказката. Мислите дека се мирни во моментов или не е баш така? Па, не знам, немам информации, меѓутоа, она што за мене представува клучен момент и постојано го апострофираме фактот дека методолошки е погрешно поставена и работата на едната и на работата на другата. Нивната структура, историски образовни немаат од историја колку историчари имаат и кој настана? Тоа е друго прашање. Страшно прашање. Значи, она што го видовме пред, не знам, месец дена беше околу, да кажем, македонско-грчката комисија, беше дека тоа е класифицирана информација. Што за мене, например, како историчари кој што и ги проучува овие феномени на тенденции за политизирање, на злоупотреба на историјата како алатка за легитимирање на територијалните претензии, тоа се од 19-тиот век постојано се случува околу Македонија и затоа е тој историографски спор околу одредени личности кои што зборам за Македонија, а кои што го символизираат, да речеме, како личности кои ја символизираат Македонија и во територијален контекст. Така што она што го имаме ние како политички договори е токму тоа. Имаме од една страна комисија со Грција, од друга страна комисија со Бугарија, и кои што се на некој начин комплементарни, бидејќи знаеме дека комисијата со Грција со Преспанскиот договор добива политичка рамка за работа во која што треба се дефинира нели точно, да се разграничи што е делот на современа Република Македонија и што е делот на современа Грција. И повторно е таа некаква поделба која што е вештачка според мене и која што за 21 век е недозволива. Тоа може само нели зборуваме за политички контекст, меѓутоа од научен аспект, од аспект на карактерот на историската наука апсолутно неприфатливо. Така што моето поимење за работата на овие комисии е сосема спротивно од она што сега се случува во методолошки аспект,
а тоа е дека нивната работа, бидејќи на засега сите, целото општество, зборуваме за национален наратив кој што треба да се преточи и како што видовме и во јавниот простор, нели да се маркираат сите споменици како сопственост на друга нација, независно од периодот. А другиот аспект е да се променат учебниците и исто така по политички условувања. И на тој начин Република Македонија се става во една инфериорна положба, дека мора да се договара за сопствениот наратив. И тоа е неприфатливо, како што кажав. И од тие причини нивната работа апсолутно мора да биде транспарентна, барем според моје видување. Не може да биде класифицирана во никој случај, бидејќи, како што спомнав, го засега не само историчарите, туку и целото македонско општество. Потоа, јас повторно кажам постојано на фактот дека треба да се применат позитивните практики на германско-полската комисија, која што формирана 72 под закрила на УНЕСКО, за учебници е таа конкретно дефинирана, меѓутоа сега прераснува во еден, како што стои на нивниот сајт на комисијата, дека има широк спектар на станува иницијална платформа диалог, широк спектар на форуми за контакти и соработка помеѓу германската и полската академска заедница, централна мрежа останува за меѓусебни размена на идеи, конференции, организирање. Тоа е начинот на работа на една комисија. Тоа е начинот во кој што секоја институција во државата, Националниот институт за национална историја, Институтот за историја при Филозофскиот факултет, МАНУ и сите ќе треба да бидат инволвирани, вклучени во целиот овој процес, бидејќи не може да се изолираат, односно да се игнорираат потенцијалите. И на своја рака некој да носеве како Сдружение на историчари ве консултирал некој нешто некогаш? Па не, ние постојано и како Сдружение на историчари сме реагирале и во поглед на сме организирале тркалезни маси токму со сите представници од сите образовни и научни институции. Зборувам и председателот на МАНУ тогашен Коцарев, повеќе академици кои што се експерти и од лингвистиката и од средновековието, сите од Филозофскиот факултет, од различните профили. Зборуваме тука дека ние имаме институти со национален презнак од сите области, зборуваме и за фолклор, и за јазик, и за литература. И тука имаме потенцијал од над 200 научни работници, кои што во моментот се игнорирани и се ставени во некаква подредена позиција, а самите национални институти се по дефиниција, според закон, дефинирани од стратешки интерес за државата. Ако се од стратешки интерес за државата, може да се чуе нивниот глас. Не мора да биде тоа јавен, може да биде класифициран, меѓутоа мора да се чуе тој глас. Зборувам се од аспект на политички чувствителни прашања, кои што ако се процени така. Меѓутоа, моето поимање за комисиите е токму тоа, транспарентно, да се создаде еден амбиент на инклузивност, значи обединување на целата фела. Институтот за национална историја има над 40 научни работници кои што редовни професори кои што можат за секој сегмент да одговорат за било кој прашање. Исто така се однесува и за другите институти за историја при Филозофски факултет и МАНУ и така натаму. Така што не сме да се негираат и потенцијалите на сопствената држава, а да се остави тоа на само една мала група која што ќе решава во иднина. Независно од нивните формулации, независно од тоа што се договориле, методолошки е неисправна и е спротивно со карактерот на историската наука. Значи, во тој случај самата државно раководство си ги поништува сопствените потенцијали, сопствените институции. За разлика од таму, од тука, во Бугарија точно знам дека сите
членовите на комисијата се консултираат со Институт за историја при универзитетот, истапуваат со карти кои што им ги подготвуваат со материјали. Тоа е начинот на кој што една сериозна држава треба меѓутоа, повторно ќе кажам, тоа треба да биде еден форум, научен форум на диалог, а не научен форум на наметнување на ставови, што е апсолутно спротивно на сите принципи. Па еве еден пример ќе ви кажам, во меѓу двете академии, меѓу бугарската и унгарската академија, има бугарско-унгарска историска комисија, формирана 2006 година, и тие секоја година организираат конференции и дури на сајтот на Институтот за историски студии при БАН стои дека е создадена и е направена сега и веб-сайт со цел да ги представи резултатите од истражувачката работа на научниците кои го проучуваат заедничкото историско минато на Бугарија и Унгарија во контекст на економските, социјални, културни и демографски процеси на централна и югоисточна Европа. И кога ќе го видите опсегот на нивната дејност, апсолутно е скроз различно од она што тука се нуди. Значи се станува збор за две рамноправни и суверени страни кои што дискутира дали за изворите, дали за секојдневното живење, дали за контекстот, значи зборуваме за конференции, за публикации. И тоа е начинот на кој што треба ние да инсистираме и комисијата треба да се отвори. Се со цел да го артикулира севкупниот став на македонската академска заедница. Во случајов не е тоа така. Унгарците како појаки и по-богати не им велат аз парухе унгареци точка и не правиме кемове, така, односно веќе научна дискусија е приказката, да. Апсолутно. Ви кажав и за примерот со Романија, кој што се уште имаат историографски спор, меѓутоа кога се на слично ниво не настапуваат вака. Никој не го наметнува тоа како став да едната да преовлада историографска мисла, да преовлада над другата, односно романците да се откажат од нивниот наратив за сметка на бугарскиот. Иако има кога се славела 1981 година Министерство за образование на Бугарија бар од Романија да прекине со практиката да ги го словува лидерите на второто бугарско царство како власи. Дури тоа има и официјален допис до нив, меѓутоа тоа нормално не било прифатено. Сакам да кажам дека имало такви тенденции и обиди, меѓутоа ако си суверен на својата и обстоиш на својот став, мислам дека обстојуваш и со оние, како што кажав, темелни европски вредности на самопочит, на достоинство и право на собствен национален наратив и национални херои. Добро, ова е нашлепа зашлеп бидејќи начекале село без кучиња, што би се рекло, нели? Но еве, се поизвестно, неминовно е дека во март ќе има избори, а со тоа според се досега што е и анкети, дека ќе има промена на власта. Очекувате промени во действувањето, реформулирање на работата, на конструкцијата, на начинот на сето ова што го прават овие комисии, конечно, бидејќи вака, да не се лажеме, не ја бива работа. Па не можам да проценам, ќе видиме од текот на кампањата, предпоставам и тоа прашање ќе биде покренато, ако е од не знам. Меѓутоа, она што го очекуваме... Но треба да се стори. Тоа што го очекуваме дека треба нешто да се смени во зборуваме методолошкиот пристап. Доколку се процени дека таа комисија треба да постои, не знам, од политички аспект, политичка проценка, во тој случај треба да се смени пристапот, односно методолошкиот пристап и да се инволвираат, како што кажав, сите потенцијали на националните институции во државата и на тој начин ќе може и да се создаде едно обединување, едно обединувачко јадро помеѓу историчарите, бидејќи непотребно се создаваат поделби, не знам од кои причини, меѓутоа се создаваат поделби, а тоа е, како да ви кажам, недозволиво во зборам поделби на антагонизам помеѓу одредени кругови и други, што не дозволива бидејќи науката е
има сосема друг карактер и нашата на секој поединец е општествена одговорност да се спротистави на било какви тенденции кои што ги ништат, нели, и традициите и она што е постулат на една нација, а тоа е сувереност во градењето на свој национален наратив, а не подредување на други. Постојано се повторува една работа која што е класика, да не речам, за Македонија. Постојано некој се обидува да не ништи онаа приказката за пиреот на Петрема Андреевски, но факт е дека постојано ги изненадуваме, можеби непријатно, оние кои што се обидуваат да го направат тоа, буквално воскреснувајќи од време на време, нели ќе не тлачат, ќе не ништат, па ќе се дигнеме. Очекувате повторно, бидејќи Македонија е во еден слободен пат, да не кажем во однос на се, да се воздигне работата не само преку изборите, туку кај народот, едно така враќање на приказката на Македонија. Овие избори биле за исток или за запад, тикви варени вели народот за Македонија или за северна, се некаде е истокот, западот помешан тука. Како гледате како интелектуалец на овој наратив исток-запад или сепак поинаква е приказката за Македонија се работи, не за исток или запад? Еден од причините, како што спомна за поделбите и тоа, наметнување некакви наративи кои што независно од ставот или било каков став те стават или на едната страна или на другата, што не е прифатливо, затоа што мислам дека секој интелектуалец и секој граѓанин на државата точно знае кои се, нели, стратешките определби и вредности кон кои што се стремиме. Меѓутоа, тука нема дилема, меѓутоа она што е клучно е дека науката не познава граници. И оттаму мислам дека она што треба да се промовира е токму тоа, еден европски пристап кон работите, почитување на секој граѓанин и секој да си го најде, нели, сопствениот интерес, бидејќи сите избори се во суштина, нели, отстапување на својот суверенитет, на индивидуалниот суверенитет на тие што ќе ги репрезентираат граѓаните. И за тоа одлуката за тоа на кого ќе му дадат довербата секогаш треба да биде сериозна, нели, а да не се гласа против некого и така натаму, бидејќи во суштина изборите се едно право кое што е, нели, загарантирано на секој и независно гласање, нели, анонимно. Така што да, мислам дека и текако ни е потребно едно обединување и се надевам дека предизборната кампања и самите процесни избори ќе поминат во најдобро светло, нели, и ќе овозможат, ако ништо друго, да се создаде едно чувство на обединување, дека никој нема да биде оштетен или нели, да биде за сметка на нечии интереси. Обединувањето е неопходно и тоа би било мојата порака, дека и како историчари и како граѓани треба да се соочиме со самите, повторно ќе се вратам, со самите себе и Гоце е добар повод за тоа да се преиспитаме каде одиме. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам и на вас за поканата. Ми беше чест. И мене. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.